Почитувани, добредојдовте во уште едно издание на Патот до успехот. Наш гостин во оваа епизода уште еден штипјанец. Штипјанец кој што занаетот покрај во Холандија го калеше исто како и доктор Жан Митрев во Германија. Балетан и кореограф Игор Киров го начекавме конечно во Скопје, во Патот до успехот. Неговата приказна во следните 50 минути на 24 вести. Јас сум Мишко Иванов, ве поканувам да останете со нас. Добар ден. Добар ден. Како си? Малку уморно, но во секој случај добро. Игор Киров, во најавата реков, бидејќи претходната емисија беше Жан Митрев и некако ми се погодија штипјани и штипјанец, уште еден штипјанец кој што меѓу другото својот занает го калеше во Германија, иако почна во Холандија да го кали оној вистински занает. Драго ми е што си дел од Патот до успехот. Интересна приказна која што започнува од штип. Точно. Што правиш во Македонија во моментот? Тешко дека може човек Во моментот, еве сум тука, во Македонската опера и балет, поставува нова представа, една нова боја од мојот живот, едно ново видување на нешто што го имам замислено многу од подамна, со еден голем креативен тим кој што стои зад мене, од страна на сценарио, костимографија, либрето, се до уметничкиот тим од правенците и солистите на Македонската опера и балет. После 3 години повторно се враќам на својата матична сцена или во Македонија, или публика кој што ми е најдраг од сите, и моментално сме во сред креација, значи још уште малку ми остана да завршам представата и да се фрлиме, што викам штип, да се во последните делови од да ја финишираме целата представа. За оно што е разлика помеѓу модерен и класичен балет, за оно што е пат до успехот на Игор Киров и она твоја прошетка професионално условно низ целиот свет, од како велат, од Србија до Токија. Да влеземе внатре, да отвориме приказната. Повелете, добродојдете во Македонската опера и балет. Игор Киров е роден на 21 февруари 1976 година во Штип. Еден поглед безброј сни, моите желби немат број, што ме плени, љуби ме ти, нова надеж срце греј, штом ке стаиш очи две. Кој е Игор Киров? Игор Киров е едно дете кој што сакаше секојаш да игра, кој што животна желба му беше да игра, иако почнав покасно, професионално, сепак успеав да бидам тоа што сум сега. Значи, ајде да кажеме, почнување од пионерскиот дом до Макфест, Макденс, Ребис и надвор од Македонија. Така да, значи, моето образование е сведено тоа да јас имам завршено основна во Штип, средно ветерина во Свети Николе. Потоа не сум го знаел. Така. После тоа се префрлив во Скопје, паралелно бев и на факултет и студирав, учев во средното балетско училиште тука или на Колскиле во Скопје, за да после тоа паралелно и Ребис, за да можам да се доградам, за да успеам да излезам или да се запишам некоја си академија надвор, каде што можам да го завршам тоа што го стартував. Поентата беше, значи, кога дојдев во Скопје, дали ќе се бавам со оваа професија, ако сакам да се бавам со оваа професија што сега ја работам, дека треба да жртвам се од себе за да успеам. Кога Игор Киров
почнуваше практично со балетот, односно модерниот балет, ние сме малтене генерацијски близко овде и сега постојано Игор Киров беше дел од Макфест. Игор Салсан во Штип така од 90 до 96. Сега. Тоа беа тие времиња кога ние верувавме. Практично тука се одвојуваше Игор Киров затоа што машко како машко сите одеа на фудбал, на такви спортови и сега ајде балет тоа е. Јас идев во пионерски дом на балетска секција, ете така. Па вака, значи за мене кога јас играв на Макфес, значи кога Макфес беше Макфес. Кога Макфес постоеше, кога Макфес екзистираше и се правеше тоа што се правеше. Како што треба. Сега тоа што е Макфес е за мене веќе една многу одамна завршена приказна, но во моето или во нашето време, значи кога градот живееше за тај фестивал, кога ние сите се радувавме и правевме ствари, значи мене ми беше затоа што сакав да играм, единствен начин кој што јас можев да се изразам во тоа што го сакам беше тој балет или тој начин на движење, затоа што и во тоа време ја не знаев во суштина што е модерен балет, што е него едноставно тоа што мислев, што гледав по телевизија, тој го ставав. Добро, од каде интересот за балет? Па, секој знаев дека има нешто друго јаче во мене, значи не бев мирен, значи имав секојаш желба да се движам, да креирам, да имагинирам некои ствари. Гледајќи ги, значи, филмовите од тоа време што беа Flashdance, Dirty Dancing, нешто, кога бевме млади, тука беа спотовите на Майкл Джексон, Мадона, Дженет, Витни Хјустон, каде што ги има тие. Така да тука ја црпав целата инспирација и начинот сакав да бидам или да играм или да имагинирам нешто што тоа го гледав јас и тоа го пренесов на мој начин, без никаква едукација, го пренесов преку моите настапи у пионерскиот дом или на некои манифестации кои што беа у Штип, во Дом на културата или у пионерски и кај што луѓето највише ме запозна беше Макфест. Тие години на Макфест практично беше незамисливо. Не само без она што се музички звезди, туку и без Игор. Па да, јас у принцип вака, значи од 90-та година до 96-та, значи со секоја година кога ќе се појавив на Макфест, ја земавме награда. Значи секој мое појавување на Макфест, дали сакаш со Питер Џон Босет сценски настап, со Игор Џамбазов време за плачење, со Дули Сококи прва награда, значи со интервали в тоа, значи секоја година детето и девојчето кога ќе се појави, значи детето се појави за мене, машкото со девојчето кога ќе играеше на Макфест, почна стана некој си као мода, ако ме зема да играм со нив, суеверие дека секој, затоа што стварно од 90 до 96 пред излезот во Македонија, секоја година кога ќе се појави на Макфест, се добиваше награда, дали прва, втора, трета, дали сценски настап, дали не знам што. Ете, така да, мислам дека и самата публика го препознаваше тоа и беше едно мало освежување. Значи, немаше оркестар кај што ти немаш простор да се движиш, него едноставно имаше сцената кај што ти можеш да направиш сценски настап. Сам си ги измислуваш тогаш хореографија? Па се сам, мислам. А како ја слушаш прво песната? Па нормално си доаѓаш, не, моето прво вака ќе за моето прво појавување 90-та година, значи тоа е вака. Бев у пионерски дом во тоа време со мојата партнерка и Питер Џон Босет ми текнува, значи отидовме, ните знаев песната, ја гледав генералната проба и му отидов викам, ние дали може да играеме со тебе? И човекот вако не погледна, вика, да играете, викам, па да, имаме кој направена кореографија, може да ти покажеме. И му покажавме, вика, добро, би спремни се да веќе шо костим имате тоа, веќе ги загувате со мене на сцена. И на тај начин јас се појавив прв пат на Макфест, значи. Од таму тргна се до тоа. Тоа беше со салсата? Да, со салсата. Значи од тогаш доаѓа тоа Игор Салса. Така, 1990 година на Макфест и од тогаш кога луѓето прв пат ме видеа нешто машко што игра, и автоматски дојде тоа игра салса, Игор Салса и тука се тргна на тај начин. И се влюбив јас, научен фатом збора, се сакам девојче, но кога играм гора, и те нудам се салса, играј салса, кола
И овде да го заокружам делото околу Макфест, околу почетоците на Игор Киров, завршувате ветерина во Свети Николе, подоаѓате во Скопје или? Да. Јас вака, значи тука исто им постои мала анекдота или едно што ми се, значи паралелно во Скуманово се дешаваше Макденс, каде што жирито беше од Скопје, од балетскиот музичко-балетскиот училишен центар, и тука значи 92-та, ако не се лажам, 93-та, кога веќе бев средна, мислам дека трета или втора, така нешто. Значи кога се појавив на Макденс, директорката на балетско ми рече као ние можеме, знаеш, се гледаше дека има талент во мене, дека е едно дрво кој што треба допро да се делка, да не направиме да си завршите витрина, затоа што имаше витрина удрачево, знаеш, да не го откажеш твојата школа, а паралелно да го тераш и средното балетско. Значи додека можеш, додека си млад, додека можеш да те собереме побрзо. Баш во тој период нешто се дешаваше дека нешто се донесе некој закон да не може да се терат две школи исто време. Значи јас буквално си ги повлегов документите од Свети Николе за да се запишам тука во средно балетско и да идам директно во Драчево, ама тогаш го вратија тој закон да не може, јас значи беше, окей, се вратив назад, завршив 4-та година во Свети Николе и потоа 94-та дојдов тука за да се запишам на факултет и кога веќе влегов на тај факултет, а влегов во Ремис, дојдов во средното балетско училиште. На кој факултет? Ветерина. Аха, си продолжи на факултет, мислев. Не, тогаш сега има турн, тогаш немаше академија за балет. И така, значи јас се запишав, не завршив ништо тоа затоа што конкретно јас се префрлив на тоа што највеќе ми исполнуваше. Додев во Скопје, ми се отворија многу врати, доста луѓе ме насочи на тоа што треба да работам, како што едно од тие особи е Гордана Дејан Бабкристов, кој што го водеше Ремис во тоа време. И значи најголема благодарност, значи да ми ги отвори очите, да ме насочи во мојот талент беше она, давајќи ми секоја можност да ја можам да совидам на тоа што го работам, работејќи со неа паралелно го работев и средното, значи во кога се запишав и на средното балетско училиште тука за да можам да ги искомбинирам. Значи тоа што реков, тој мој пресвр да кога дојдев во Скопје беше или ќе бидам тоа што сум сега и морам максимално да се посветам од 10 собајле до 10 навечер, затоа што не може едноставно за да работиш ова професија што работиш, ти мора да се посветиш максимално, особено кога почнеш професионално на 18 години. Значи, почнав на 18 години да ги знам тие основни базични ствари што сега ги работиме во балетот. Ма тоа на Игор Киров не му беше мака. Не ми беше мака затоа што го сакав ја тој, не ми беше, мислам, тука исто голем плюс е моите природни предиспозиции. Значи јас бев сите тие ствари што требаше што луѓе да ги работат со години, јас ги имав природно, значи имав и скок, бев и еластичен, значи брзо капирав чекори, тие некои ствари кои што Господ ми ги дал автоматски со сите тие часови што ги земав ја дневно ми го убрза целиот процес на брзо адаптирање или зимање на целиот материјал што може да го добием и во средното балетско и во Ремис. И сега да не беше Игор Киров толку амбициозен, веројатно ќе беше во Штип со некоја приватна ветеринарна станица. Да бидам искрен, мислам дека и тоа немаше да се деси. Јас мислам тоа сум. И ќе се сеќаваше како некогаш се настапувал на. Не, мене ми беше, значи ветерината заврши затоа што едноставно затоа што имавме моите доаѓаат од помало место, од Штип, дедо ми имаше некоја си фарма, така значи бев као сине, ајде. Веќе беше предодредено што. Така, значи некој други ми ја предодредува мојата судбина што значи, знаеш, пак ќе кажам 90-те години каде што стварите не беа толку едноставни колку што се сега. Сега луѓето, помладите луѓе знаат да кажат не, да кажат стоп на тоа што некој ќе го даде. Го поддржува Игор Киров како зборувам во трето лице како со. На почетокот малку ми рекол ти играј, но има си професија која што ќе ти носи пари. Значи не ми забранува да не играм, него едноставно не сака да им биде тоа сега што го работам професија од која што јас ке живеам, затоа што нормално пак ќе кажам доаѓаме од помало место каде што за колку луѓе до Штип знаат што е балет, колку пати се дешавале ствари за да тие луѓе што доаѓаат од попатриархални, значи од помали места да знаат дека и ние можеме да живееме и да имаме свој живот од оваа професија. Денес веројатно се горди. Нормално. Значи после тоа кој веќе кога тргнав на сето тоа, кој решил, кој видел дека нема враќање назад, мора да го прифата тоа што го имам јас како кој сум и да ме поддржува и ме поддржа. Нормално и денеска имам голема поддршка од цела моја фамилија. Во овој дел од разговорот, до кога Игор Киров останува во Скопје? Бидејќи тука веќе почна Еве тука сме во Скопје, значи така да кажам дека стана и звезда во смисла на тоа, па се појавуваше во спотови, оние модерните спотови, па модерен балет.
И тоа некако стана мода веќе. Стана мода, па види, на начин, значи тоа што реков дека бев единствено машко и кога легов во Ребис, ми се отворија многу врати да луѓето го препознаат. Значи немаше, пак ќе кажам, во тоа време немаше, освен македонска телевизија, други телевизии беа мал дел од тоа. Значи немаше немаше шоу да не бевме ние, немаше манифестација да не бевме ние со Ребис, значи едноставно тргнувајќи од 12 величествени до шоуто мора да продолжи, до Водени Лудори, до секој ТВ постер на секој пејач кој што постоеше во тоа време, значи ностоп се појавувавме ние, па не бараа по спотови, па по реклами. На тај начин ја створив свој Тогаш почна и хонорарите прави? Да, значи со моето влегување во Ребис почна и хонорарите кои што, знаеш, едноставно сака да има, на пример, машкото со 5 девојки или едноставно зависно за кој спот се бараше тоа или за кој настап сака, така да ја се трудев, мислам Горданова во тоа време се трудеше во секој може начин да ме инволвира за да можам да бидам виден и да бидам препознаван од страната на луѓето за да на некој начин што зборавме да тај како се викаше тоа, таа предрасуда почне да се разбива. Дипломира на танцовата академија во Ротердам, Холандија. Станувате во Скопје до моментот додека не добивате стипендија за во Холандија? Па не вака, значи јас имаше две опции. Едната опција беше на LVNL академијата во Америка, затоа што јас моментално кога работев во Ребис, не работевме повеќе джез модерен, не работевме чисто модерен. И во мене да бидам джез играч беше исто голема желба, затоа што тоа го имав тој талент ми беше вроден. Сакав да погашам на LVNL, успеав, но ми беше школарината ми беше $15,000 ми беше само школарина плюс живење на Нјујорк. Значи од старт реков заборави. И имав другарка која што беше пред мене отидена во академијата во Ротердам. И баш во тој момент се погодивме, тука имаше некој си семинар со некој си французин, дојдов во контакт со неа и ми предложи, вика, зашто не покажеш на Ротердамската академија, можеби и ти успееш. Сега ќе се вратам пак назад, телевизија у тоа време, уштип телевизија Теко, не знам дали постои уште телевизија Теко. Не, така, значи се враќам назад тоа што баш ги прашав дали ми требаше камера, значи он ми рече дај ми ти видеокасета, јас ќе однесам на академијата и да видиме, значи јас у Пинески дом, у салата кој што мислам се у Штип збореме, салата кој што беше балетска сала, кој што мислам сега веќе не постои. Така. Факултет, така, значи таму го снимав 2 стола, снимив. И врз основа на тоа јас ја дадов мојата видеокасета за да покушам да видам дали ќе успеам на таа академија која што е една од најреномираните академии во Европа. Од 420 луѓе колку што беа пријавени, 20 не примија, од кои што јас бев единствен кој што бев примен преку видеокасета. Затоа што 96 така ќе собереш ти сили да идеш, прво ти требаше виза, авионски превоз, сите тоа значи прво за визата ми требаше 6 месеци да ја добијам. Тиете видео од касетата практично? Да, јас влегов на академија само од касета. Значи, и од тоа некој настапи што имав снимено, значи ставај се спаков, пак ќе кажам, у телевизор што ги немав тај еквипмент за да ставам се на една ствар. И касета ја дадов, погледна, значи едноставно луѓето се приметиле дека си има талент, ама дека треба едукација. И успеав да влезам на Ротердамската академија, со тоа што у тоа време добив некоја си мала стипендија од Министерството култура и тука голем удел беше мојата фамилија и моите конекции со луѓето со кои што се работував на база на Штипска, на некоја, на база на мојот квалитет и на луѓе за да добијам пари за да ја запишам мојата прва студиска година во Ротердам. Ајде, што ќе следите во продолжениот пат од успехот? Мене никој не ме туркаше, ни пак ми даваше нешто, значи ако јас се вратам назад и видам колку Македонија како Македонија ми има дадено. Јас прва година сум имал добиена стипендија, од тоа време беше 2300 марки. И тоа е се што ми ја добиено за мојата едукација или мојот од Македонија како земја додека се едуцирав. Останете со нас. Томи е приказна за вкусот и за апсолутното уживање во храната, каде што единствената швајцарска рецептура представува синоним за проверено добар квалитет, каде што сите состојки се внимателно одбрани, измешани и доведени до перфекција, бидејќи само така доброто може да стане најдобро, просечното надпросечно, а вкусното највкусно. Томи мајонез. Ние
Вкусот го сваќаме сериозно. Ви благодариме за заеднички поминатите 150 години. Браво премиум! И годинава ќе ве изненадува со бројни награди во пакувањата од 500, 200 и 100 грама. Повторно ве очекуваат неверојатни 365 LED телевизори, добитници: Јовановски Стојче Богданци, Ѓоргиеви Тони и Весна Соколарци, Божиновиќ Јовица Куманово, Мирчевска Трајанка Прилеп, Стефановски Бранислав Куманово, Николовска Силвана Кратово. Секој ден телевизор, керамички тави, гезвиња, тенџериња и многу други вредни награди. Најдоброто кафе и оваа година највредно. Браво премиум! 20 години со научари. Имав многу проблеми. Морав да ја знам сцената колку е долга, колку е широка, колку чекори можам да одам напред, колку чекори назад, колку лево и колку десно. Од секогаш доаѓав 2 или 3 часа порано пред сите мои колеги, за да ги бројам тие метри, сантиметри, за да на пробата тоа да го одиграм без научари. Во последниве 3-4 представи морав да носам научари затоа што се чувствував несигурно. Тимот на Систина ми влеа надеж дека после мојата операција дека ќе можам слободно да работам без научари. И дека единствено во животот, до крајот на животот, би носела само научари за сонце. Тогаш реков, јас ќе ја направам таа операција и би сакала да носам научари само за сонце. Јас сум таков човек што не поднесувам болници, не поднесувам бели мантели, но овдека многу чудно кога влегов во Систина офталмологија и самиот тим кога го запознав, толку се фини и прекрасни луѓето, така се насмеани како да влегуваш во некој комичен театар. Така да, толку ми беше фино и пријатно и затоа ја одбрав Систина офталмологија. Закажете преглед и вие и за секогаш ослободете се од очилата. Систина офталмологија. Супер наградна игра на Елит Кафе. 300 дена, 300 машини за перење. Секој ден по една и многу други награди. Отвараш, уживаш и машина за перење добиваш. На здравје кафе со Елит Кафе. Посетете го саемот на книгата од 12 до 18 април и најдете книга по ваш вкус. Секој ден книга на Скопски саем. Посакуваш да трае? Зенитип Припейд надополнувај и доби до 1000 денари бонус последните 10 месеци и користи го до кога сакаш и за што сакаш. Активирај со SMS Star на 1454. Повеќе за вас. VIP. Чипс Мастер. Пробај и смени го твојот свет. После многу години се сретнавме во еден супермаркет. Само еден поглед беше доволен за повторно да се разгори искрата меѓу нас. Признавам, таа е мојата слаба точка. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Игор Киров, македонски кореограф и балетан, во патот до успехот. Ротердам, Холандија. Јас сум лаик, ама ефтин лаик за оно што е балет. Значи за мене балет е, што ја знам, Есмералда или оно што сме го гледале како
класичен балет, знаеш, на прсти играње. На прсти. Да. Или од друга страна модерен балет, како да го исперцепираме тоа модерен балет? Што играте на Џастин Тимберлейк, сега може да тресам глупост, Џастин Тимберлейк ти е сасвен нешто трет. Не вака, значи кога влегов во Ротердам, академијата е за модерни танци, модерно е ја имаш класиката како база внатре, но сепак телото ти е многу по-слободено да ти го контролираш на свој начин. Значи го даваш самото тело да биде пренесувано со тоа што се дешава кај тебе. На академијата, освен модерни, значи неколку стилови на модерен, кои што се веќе зацртани постават генерацијски позади, се изучуваше и джез, се изучуваше и импровизација, се изучуваше и класика, кој што е база за се. А јас во мојата кариера, мојата 20 годишна кариера никогаш не заиграв класика, затоа што знаев дека почнување на 18 години дека никогаш нема да бидам принц. А мојата теорија, ако не си доволно добар да бидеш принц, тогаш нема потреба да потпунуваш дупки на други луѓе. Така да знаев дека тоа никогаш нема да го работам, но за тоа што го работам ја, класиката ми е еден голем плюс, за да можам да се надградам, да се дообразувам и да ми се отворат сите, да ми се појаснат многу ствари кои што денеска ги работам. Така да секогаш практикувам и работам класика како warm-up од Сабајле, а оно што го работам после тоа е модерен или современ. Академија во Ротердам е академија за модерен балет. Да, затоа што сега ми го објаснуваш. Да. Таму колку останува Игор Киров? Игор Киров останува таму 3 години и потоа добива веќе работа. За да може да влезеш во професионална трупа. Академијата е базирана на 4 години, со тоа што последните 2 се стажирање во компанија, јас успеав да го добием тоа, work experience place, и од тука почнува целата моја, значи не останав 4 години колку што треба, него едноставно менторот ми рече тоа што ќе го работиш тука, подобро да, ако веќе имаш могуćности да работиш во компанија, прави аудиции, направив неколку аудиции, бев примен на работа и од тука веќе започнав. Каде во Холандија? Во Холандија, да. Останам уште 3 години во Холандија до 2001. Работев во тоа време во Галилеј Денс, во Dance Rotterdam и во Скапино. Што значи тоа сега преведи ми се? Тоа ти се компанија. Значи BBC како за нас него, па нема ориентација. Да, знам, тоа ти се танцови компании кои што функционираат и ден денеска и кои што или кореографи кои што се европски доста познати. Значи тие се компании кои што било кој да ги изгугла, ќе го најде еден Danceworks или едно Скапино Балет Роттердам, така да. Тоа е престиж да се биде дел од тоа? Да, значи мене ми престиж, затоа и менторот ми рече доколку добиеш работа која што е доволно добра за да може да го продолжиш твојата едукација кај што ќе добиеш плюс, тогаш од нас ја имаш дозволата да најдеш да покажеш, така да ја покажам во неколку компании. И едно од тие први што доби беше Галилеј Денс, кој што моментално беше човекот е тука во македонското опера балет овие неколку дена, нешто мислам дека се договараат за наредна сезона, така да ето. Од тука ми почнува целата сторија со моите значи работејќи во Холандија, каде што во принцип добив искуство кој што и денеска, значи луѓето кога ќе ми видат како играм или моите кореографии, прашуваат ти во Холандија си работел, во Холандија си живеел, затоа што има секој држава си има нешто препознатлив стил на кој што кореографите работат.
И сега по академијата Игор Киров добива понуда, останува уште 4 години, колку во... Уште 3 години во Холандија. 3 години, тоа е со на работна дозвола сега, бидејќи нели ние сме од Македонија. Тогаш добив уште плавиот пасош, македонски плав пасош, па потоа се префрлувам во Германија и останувам во Германија до 2008. Дрезден? Не, Дрезден не е сега, значи Дрезден, добро, да не го скокнувам. Прво влегов во Олденбург, во националната компанија во Олденбург, потоа влегов во Дамштат, влегов во Манхаим, влегов во Брауншвајг, потоа се префрлив во Аустрија, во операта во Грац, па потоа пак се вратив, не, грешка, прво отидов во Швајцарија, во Сент Гален, па се вратив во Германија, па останав во Хановер, па таму се префрлив во Аустрија, па пак Германија, па Швајцарија, па пак Германија, па Аустрија и така натаму и така натаму. Така да се до мој... Како застанав и го гледам онака. Не, и како ги редиш овој ми текнува на салса, онака, смејте се вие. Смејте се вие. Смејте се вие на Игор салса, да. Тие луѓе кои што на некој начин се подсмева или не верува. Не се подсмева, туку не верува во тоа што го правам. Да. Така беше чудно. Тие се сега едни од моите најголеми поддржувачи и тие што највише ме ценат. Па не видите како зборуваш и вака останал со подзината уста и сега не... Што зборува човекот? Па да, мисля, јас се трудам колку што можам да бидам пократок од тоа што го имам постигнато. Значи, Скопје те знае, но сметам дека голем дел од македонската јавност и ова не е навреда и не е слушнала за Игор Штип Киров. И Скопје. Но тоа е проблем, наш проблем. Може би и добро е што не те знаеле, бидејќи ако те знаеле пак ќе почне и да те зајадуваат малку повеќе. Тоа е македонски синдром. Тоа е македонски синдром, но мене ми е драго да секогаш да бидам во Македонија, да го дадам тоа што јас го знам на свој начин, да го пренесам на публиката, а досега од оно што јас го имам пренесено на македонската публика, е доста добро прифатено. Конкретно, само ќе се навратам неколку, значи 2 години наназад, мојата последна представка што беше креирана баш за оваа куќа, за македонската опера и балет, 14 часа, по музика на Кирил Џаковски, костимите на Александар Ношпал и либрето на Наташа Поповска, доживеа многу голем успех. Тоа не е балет 14 часа, тоа е модерн, само тоа е името е 14 часа, значи не се игра 14 часа, него станува збор за представа кој што се вика 14 часа, кој што... Добро, извини, има приказни во тие твои представи? Нормално. Мислам, можеме ние да ја укапираме, јас и Дијан снимател да седнеме, можеме да ја укапираме што сака авторот да каже? А што не би могли? може. Нормално. Мислам, затоа што на опера знаеме, или имам и кратко сижи и отприлика се тоа нешто. Значи види, за секој балет кој ќе влезеш, ти си имаш кратко сижи исто и пред тебе. Значи си имаш програма која што те воведува во тоа. А постојат балети кои што сум ги работел чисто апстрактни, но во последните неколку години се трудам да тоа биде наративен балет, каде што ти ќе раскажеш некоја стори или ќе доловиш некоја атмосфера кој што е за тебе од кој што јас сум импресиониран како кореограф и целиот мој тим кој што работи. Значи јас сам ги стварам тие кораци, тие чекори, но представата не е правам јас сам. Значи има тим на костимограф, сценограф, драматург, асистент мој и самите играчи кои што допринесуваат за сето тоа да биде како што треба да биде. Така да, значи јас доаѓам со идејата, сега пример зборам, сега сакам да направам представа врз на тоа и тоа и се прави едно либрето. А музиката ти се прави специјално за представата или можеш да играш и на Вангелис? Може на Вангелис, пример, моментално работам моментално сум ја креирам мојата нова представа Црвената соба, која што се работи по музика на Шуберт. Значи веќе постоечка музика. Мојата нова представа што ќе дојде во Сплит, Охридски легенди, се работи, музиката ќе биде специјално креирана за таа представа.
Игор, подзинав, односно останав со подотворени уста кога идеше, значи од Холандија, Германија, односно на Мајнц, не знам дали го спомена Мајнц. Не сум го спомнал, али сум работел и у Мајнц. Не е проблем и тоа. Некаде го спомена Мајнц и тоа ти исполнува колку што можам да пратам по оно што го имаш по социјалните мрежи, дека практично тоа е твоето време за одмор, односно патувањето. Да. Од една дестинација до друга дестинација. Точно. Значи, мене ми е вака ќе почнам, значи, мене ми е драго, ме прашуваат, па дали нели си уморен, нели ти смета тоа што ностро, значи некој што ми се деше. Не ми смета затоа што и не ме прави уморен затоа што секоја нова дестинација, ново откритие, нешто ново. Иако некош ќе се вратам во некоја компанија два пати, сепак се враќаш со втора причина зошто си таму. А цело време те бараат компаниите, самите бараат? Да. Значи ја веќе ако здраве Боже се како што треба, значи некој вербален начин, јас сум до 2017 плюс минус букиран со моите креации, не затоа што не само со моите кореографии, него исто предавам на академии. Значи од декември почнав на академијата во Токио, сум во Скопје, во Белград, во Минхен. Така да значи малку е тешко да ти се префрлаш од продукција на продукција, не секогаш измеѓу. Јас имам време да се одморам предавајќи на академиите. Така да некош ми се деше, значи ќе стигнам дома, само ќе променам гардероба, ќе сменам куфер и утре ден то патувам некој друго место. Не приметувам дека нешто штип многу ти фали, дека нешто паѓаш унесвест. Не баш, јас ви кажам право, не ми фали ни на мене. Фамилијата е таму, претпоставувам? Да. Вака, штип, значи јас сум штипјанец, секогаш ќе бидам штипјанец. Јас секогаш викам да не беме ние штипјани, не може државата кој да не направи. Значи, тоа што штипското во мене никош нема да излезе, но едноставно тоа што беше град како град и тоа што имавме и тоа што е сега малку е два различни појмови. Ќе не плюкаат сега за и јас имам некое слично тоа е мој мислење, јас си го сакам градот и се ствара во градот и пак ќе се вратам пак на тој Макфест. Различно, не можеме да правиме споредба на наше време. Од наше време до сега е многу различно и едноставно некои старци сме, дали примето? Ама не е само тоа. Не е само тоа, него едноставно тие генерации, наши генерации, едноставно секој си фати свој пат, секој на свој начин. Значи тие нови генерации нит ги знам, нит ги познам. Значи ја половина од мој живот сум надвор од Македонија. Значи јас сум сега 40, јас излегов на 18 од Штип. Значи не 18, претходно. Значи од ветерина. Значи јас пол од мој живот сум надвор од Штип и пол од мој живот сум надвор од Македонија, така да тоа што беше Штип, на некој начин нема, освен моите најблиски, не ме поврзува ништо повеќе во Штип. Пак ќе кажам, си го сакам и сум горд на тоа што сум од тој град. Но не како што беше. Не како што беше. Тоа е, секој е свесен на тоа што е било Штип и тоа што е сега, но тоа што е. И сега на Игор му беше малку Германија, Холандија, Австрија, Швейцарија, Франција, па фати на истокот, на кај ќе кажев Северна Кореја, некај Сеул, да. Јапонија, Кореја, Кина. Што правеше таму? Вака 2013-та, не, 2010-та, не, 2009-та. 2009-та добив награда за најдобра кореографија во Канарските острови. Тоа е кореографија која што Игор Киров има поставено. Да, има поставено и има одиграно во тоа време. Сам си ја постави, сам си одигра, значи тоа е трио. Членот дел од жирито беше директор на еден од најдобрите азиски фестивали за танц, Сиденс фестивалот од Кореја, кој што ми понуди уште во 2010-та, они секоја година даваат могуćности на 4 различни кореографии од 4 континенти, значи Dance Exchange, Choreography Exchange, кај што ги повикуваат кореографиите од различни континенти и дозволуваат, значи имаш временски си определен за 3 месеци или 6 месеци да створиш, да креираш за следното отварање на фестивалот да презентираш своја кореографија. Тогаш тај резиденс програм беше 6 месеци, кој што на мене не ми баш много одговараше да живеам 6 месеци во Холандија. Едноставно решив во Холандија, во Кореја, нели готов сум више јас. Едноставно не можев, реков можам да дојдам. Што не ти Не, 6 месеци затоа што тогаш јадењето. Не, тоа ми е супер. Таму мислам корејска, од сите азиски ствари корејската храна ми е најдобро. Не, едноставно не ми одговараше предлог период да да излезеш од Европа. Значи ти ствараш маркет, некој кој ќе го држи, однашка бам те од него на 6 месеци.
И тука малку, што викам, ние шубе. Мене не ми одговараше лично. 2010-та ме покани на фестивалот, само со кореографијата, заминав, ја представив Македонија во тоа време. После тоа, 2012 веќе пак ми се јавија. Дали сакаш, сега програмот е смален од 6 на 3 месеци, тоа веќе беше друго. И ја, затоа што таа година го направив Хехи Хелин од мојот прв балкански проект, кој што беше за распад на Југославија, значи првата танцова представа која што зборуваше за распадот на тогашна Југославија. И баш ја имавме таа бивша југословенска турнеја, ми се јави дали сакаш, еве, ќе ти спуштен на 3 месеци, сакаме да дојдеш да направиш кореографија за фестивалот, со тоа што ние може да го донесеме твојот проект во Кореја. Како разбрале они за Игор Киров? Од 2009 ти кажам, значи пред 2009-та, како 2009-та тој господин Ким беше дел од жирито на фестивалот кој што земав награда. Они мора да знаат кој е Игор Киров. Па затоа ти кажам, значи он беше председател. Игор Киров не иде таму, претпоставувам волонтерски, туку станува збор за хонорари. Нормално за се. Исплатлива ли оваа работа? Балетан кореограф? Види, ти пак ќе кажам, значи ние не работиме во работа за да јас бидам да возам Мерцедес и да имам куќа на 5 спрата. Мора да се облечеш и да јадеш. И мора да имаш. Има. Значи не за сега ако тече ќе речам дека лажам. Значи не тече него капе. Ако капе е најдобро затоа што секојаш си пун со енергија за нешто ново, да отвориш нови врати. Кога ќе почне да тече веќе се опушташ и оставаш на тоа што доаѓа пред тебе. Ако капе, за мене е најинтересно затоа што ако капката не падне, нека самиот треба да зачукаш на друга врата за да може да се отвори, за да може да падне. Така да не се жалам, секогаш можеме да кажеме дека има подобро, но од тоа што го имам створено и тоа што го стварам и тоа што планирам да го стварам, за еден нормален, пристоен живот кој што можам да се допуштам све, има. И сега ја што не разбирам, значи Игор Киров работи на секаде во Европа, па дури и во Азија, па и во Америка. Па и во Америка, па и во Куба. Во Америка, во Куба. Да, па 2010 прв пат направив кореографија за Остен балет во Тексас. Лажам, Орландо. Мајами. Прво беше 2010 беше Мајами, Орландо, потоа таа кореографија беше изведена на Джексон од преворот во Мисисипи, каде што некој од директорите го видеа. Што е Джексон натпревар? Джексон е еден од најголемите, не Джексон, Мисисипи, тоа е град, каде што е биенале се дешава секој 2 години натпревар за класика и сите класичи мора да имаат по еден модерен дует внатре. И од таа голема представа што направив, одвоив 4 минути дует кој што идеше на тој натпревар, кој што тогаш дојде награда за најдобра модерна кореографија во склоп на тој натпревар и тука веќе се појавише 2 опции за Остин и за Сиетл балет. Значи од 2010 кога влегов прв пат, значи уште направивше 2 нови представи по тие во Америка. 2010 исто бев во Куба, 2010 или 2011, веќе не ги знам јас годините. Па добро, многу. Да. Така многу држави, многу години. Ја веќе стар. Станува збор за цело време, не престарен, но станува збор за цело време за различни кореографии. За различни кореографии. Јас имам едно лого е дека ќе враќам стари кореографии назад кога ќе веќе не можам да се движам. А додека моето тело се уште функционира, секоја компанија ми дава нова инспирација. И прашањето ми беше, Игор е пензија, како ќе се рано уште за пензија. Не знам дека е рано за пензија, меѓутоа и добро. Мојата база е Германија, во Германија си ги плаќам сите пензиски здравствени. Што те плаќаш? Ја прашувам најопшто, значи нели се вработуваш и те пријавуваат. Не знам како функционира кај. Јас сум моментално, значи вака. Бенефициран стаж имате? Не. Тоа бенефициран стаж тоа се тие бивши комунистички системи кои што функционираат. Па добро, ма Игор Киров не може да игра 60 години. Добро, ма затоа не играм, ќе се правам кореографија, па држам предавања, па сега сум професор, така да, знаеш, кога престана мојата кариера, значи како ми престануваше и како мисли дека требаш да кога осеќаш телото дека не може више, автоматски се дава приоритет на кореографијата. Така да веќе од 2014 не играм и моментално сум си посветен само на кореографија и на педагошкиот систем. Значи ти си сега пензиониран балетан и кореограф во почеток. Во почеток. Па не баш во почеток, ама ајде, веќе влезен во еве се отвараат врати, луѓе се јавуваат, се дешава ствари. Само да се навратам назад
каза за пензиско, значи додека работи full time job, а театрот си го плаќа, значи си ги плаќаш тие пензиски здравствени осигурања. Кога ќе влезеш во тоа што е како се слободен уметник, а мојата база е Германија, постои во Германија КСК, осигурување само за уметници, за слободни уметници и си го плаќаш ти осигурањето додека работиш. Значи годишни дава. Сега Игор Киров е во Скопје, иако со живелиште е во Дрезден, Германија. Колку време си овде? Трета во Македонија? Македонија од 12 март. Мора да те прашам, и каква ти е перцепцијата? Имаш представа што се случува тука, вести, Јас сум по цел ден на театар. Значи од 10 кога ќе влеземе, сега прв пат правам исклучок да направам поголема пауза. Значи од 10 кога ќе си влезем до 10 навечер, јас сум си Знаеш дека ние гледаме турски серии, дека имаме Пинк Тоа знам, тоа политичка ситуација која што е За политичка ситуација не знам што се дешава, ама знам дека затоа што мајка ми гледа турски серии дома, тоа знам дека има. Значи кога ќе завршам со работа толку сум изморен да немам време, значи морам да го спремам наредниот ден затоа што моментално работам на представа која што е доста захтевна и е нешто ново од моја страна, така да немам време со пријатели да се видам, камо ли да видам кој, како, што, зашто, и решив дека најдобро е да си го, знаеш, да не се замараш со никој за ништо, да си го тераш тоа што испред себе и да си работиш тоа што мислам моментално сум тука за да работам представа и сето друго нит ме интересира, нит пак сакам да ме интересира. Што сакам да те прашам, бидејќи во Македонија многу луѓето се туѓи едни со други. Затоа сакав да те испровоцирам за да видам дали знаеш каде ти всушност дојде и дали е тоа... Па дома, јас знам дека сум дома. Онаа состојба кога доаѓаш во ситуација да кажеш што ми требаше да се вратам? Што си останав во Дрезден, во Германија? Не, мене ми е колку и да е, барем за мене, колку и да е некаде или колку да е лошо тука, секогаш домата ќе си биде дома. Секогаш храната мајка ми што ќе затоа ќе биде најдобра храна и пак ќе кажам, без разлика колку и да сум ценет и да сум сакан и да сум баран на запад, домашната публика секогаш е најдрага публика. А дали го уживаш респектот овде во Македонија како што го уживаш, што ја знам, насекаде во светот? Значи на почетокот сите гледаа со некој си мал скептицизам дали ќе успеем во тоа што го правам и кој сум ја тоа што го правам, но после последните 2-3 успеха што ги направи, како што беше 14 сата, како што беше убавиот дует на Сандрина Васили, публиката почна, значи со таа представа ние не само одигравме тука, него бевме и во Рим, бевме и во Париз, бевме и во Виена, сега се спрема Берлин, значи мислам. Сакам да те прашам уште за достоинството на уметникот денес во Македонија. Влада една таква поларизираност и поделеност, што е просто невозможно во услови какви што ние живееме. Ти си многу отсутен од држава. Точно, не можам да идем во детали, не вистинската перцепција, но како уметник се поварам. Доколку знаеш што сакаш и доколку знаеш дека тоа што го После 8 сати во балетска сала или 6 сати гледајќи самиот себе се пред огледало, затоа што ние работиме пред огледала. Треба да знаеш колку вредиш и колку можеш да идеш и колку ти е доста и колку до каде ти е, што се река чергата долга. Сам треба да знаеш, ако сам не се цениш во тоа што го правиш, никој друг не. Значи без разлика дали ти ќе ме цениш или не, ако ја самиот него цена мојот труд,
ти може да ме преценуваш колку што сакаш. Јас самиот треба да знам тоа што го стварам, колку вреди. Ова е германски менталитет. Овде кај нас, значи не говорам за денешницата, значи почнувајќи од 90-тите години, па или порано, па се до сега, кај нас имаме еден изопачен систем на вредности. Каде што луѓе, например, малку фалело Игор Киров да не бил ова што е денес. Така? Да бил, како велиме, можеби не во ветеринарна станица, но нешто друго. Да. Тук мора заради тој изместен систем на вредности. Ако нема кој да те потурне, ако нема кој да те насочи. Мене никој, пак ќе кажам, мене никој не ме, значи, никој не ме туркаше, ни пак ми даваше нешто, значи, ако јас се вратам назад и видам колку Македонија како Македонија ми има дадено, например, јас прва година сум имал добиена стипендија, од тоа време беше 2300 марки. И тоа е се што ми е добиено за мојата едукација или мојот од Македонија како земја додека се едуцирав. Додека кога почнав да стварам, да работам, значи немаше потреба тоа. Мојот последен проект беше поддржан, фала Богу ми го поддржа последен Балкан Денс проект, како затоа што Хелингот не беше поддржан, за да Балкан Денс биде поддржан и еве, значи дојде првиот, дојде 14-та кој што беше поддржан, еве сега црвената соба, значи секош сум рекол, секош ги замолувам или сакам да кажам, ценете ме по тоа што го имам. И фала Богу до сега сум бил ценет по тоа што го имам направено. Не сум осетил да некој ме цени или ми дава можности за работа затоа што сум таму или ваму. Не. Не живеам тука, не зависам од тука, сакам да го дадам моето знаење на тие луѓе што се желни да видат нешто ново, како што се на академија, како што е во публиката во македонското превод. Значи, моја цел секој ще била да дадам дел од мене на публиката која што е желна да научи нешто ново. Сега реков веќе Игор Киров не е балетан, сега е кореограф, во моментот се подготвува нешто ново, нешто интересно, нешто ново од моја страна. Публика се очекува да види премиерата. Премиерата е Здравје Божје на 27. Каде што главен кореограф си практично. Точно. Значи представата е планирана, закажана за 27 април, среда. По музика на Франц Шуберт. Оно што го споменавме. Да, Гудешки квартет број 14 или попознато меѓу народот Смртта и девојката, значи инспирацијата од таму. По костимира Ношпал, сцената е на Марија Ветеровска и либретото е на Сашо Димовски. Главните улоги настапуваат Александра Мјалкова, Васил Чичашвили, Бобан Ковачевски, Мими Алексова, Марија Кичевска и останатите солисти на македонското пребар, значи зборам за еден 14 часа беше правен со истиот тим. Сега се појачим што со тројца нови членови кои што се исто. Така да станува збор за една проверена екипа која за мене ми дава доста инспирација за да можам да креирам. И после 27? И после 27? Да, одново 5:45 Здравје Боже ми е авионот за Сплит, каде што на 29 веќе имам нова премиера таму, значи ја поставив премиерата, ја поставив представата таму, јас времеот асистент во Сплит, каде што работам како резидент кореографер, значи правам Таму каде? Во ХНК, во Сплит. Тоа е Хрватско народно казалиште, Сплит. Значи, во Хрватска постојат Сплит, Загреб и Риека. Јас сум во Сплит, каде што ја поставив минатата година 5 до 12, кој што постигна доста голем успех, бевме кај нас на Охридско лето. Од Сплит, здравје, се враќам дома и имам... Дома во Штип? Не, во Штип не знам дали ќе идам во дома, втората дома во Дрезден. Имам 3 недели припрема за мојата нова представа која што ја почнам во октомври. Значи ти ајвар не правиш, така? Не. Ма шо мама си прави ајвар, шо има јас да го правам. Јас само знам да јадам. Така да, после тоа доаѓа Сплитско лето и Охридски легенди, па почнам новата продукција во Белград, па таму се префрлувам во Дрезден, па доаѓа Сараево. И кога ќе те видиме 2000? Јас мислам дека треба да дојдам пак во 2018. Па сега, знаеш, мене ми е супер кога ќе дојдам, што би се рекол ванце на значи, не, јас доаѓам често затоа што, не, во ноември ќе дојдам затоа што ФМУ, Вклад за музичко уметност, слави 50 години постоење и тука се спремна специјална програма каде што сите се ангажирани внатре, јас сум дел од тој тим кој што ќе креира за 50 годишнината од постоењето на Факултетот за музичко уметност, нели, постои во склоп на ФМУ и Академија за танц, каде што предавам.
Мене ми беше драго што успеав да те уловам помеѓу овде и сега. Помеѓу два континента, Европа и Азија, и конечно те начекав во Скопје во Македонија. Ти посакувам многу успех во натаму во кариерата како Благодарам на поканата и тука сме да се дружиме пак во било која друга прилика. Секој добро. Благодарам. Ова беше приказната на балетанот и кореограф Игор Киров. Вам почитувани ви благодарам на довербата. Гледајте не повторно и следната сабота во истото време. Довидување.